Најпрво добар ден на сите, почитувани гости и представници на медиумите. Денеска се собравме на еден значаен чин, а тоа е да објавиме кандидатурата на професор доктор Вело Марковски за следните председателски избори во 2024 година. Поврзано со овој настан ќе следува и пресконференција и промоција на неговата веб страна. Но пред да преминеме на тоа, најпрво да кажеме некој збор и за професорот Вело Марковски, идниот кандидат председател на Македонија. Професор Вело Марковски стана познат на македонската јавност со својата исклучителна компетентност како специјалист инфектолог. Пред се за време на свинскиот грип во 2009 година, меѓутоа и во времето на COVID-19, со своите обсежни анализи, научни ставови, препораки за лекување, спаси многу животи. Со јавните настапи и стручни статии храбро, наспроти официјалните протоколи на СЗО, тој допринесе само до европските, туку и стручните кругови на најразвиените земји. За него треба да се нагласи дека е една силно изградена личност, која достигнала највисок професионален дострел, минувајќи низ основните скалила, пред се како лекар во мала селска амбуланта, доктор на во брза помош, така и се до редовен професор, односно доктор на науки со собствени сили и со изразен личен интегритет. Не случајно Вело Марковски потекнува од истакнатото мијачко село, кој се наоѓа во центарот на Македонија, тоа е селото Папрадиште, познато пред се како колевка на голем број македонски револуционерни личности, како што се Димитрije Чуповски, Андреј Дамјанов, Димитар Андонов Папрадишки, Ѓорѓи Зографски и голем број други. Со својата интелигентност, патриотизам, талент и борбеност, тие дадоа неизмерен придонес за градењето и јакнењето на македонската државност и идентитет. Не е нескромно да се каже дека таа енергија, тој амбиент се огледуваат и во личноста на Вело Марковски. Освен наведениот стручен и научен авторитет, со голема посветеност и ентузијазам, тој навлезе и во широк диапазон на други области, пред се националната историја, системски прашања од интерес на државата, културното наследство, фолклорната традиција. Освен тоа, тој е влюбеник и на пишаниот збор, а самиот е автор на неколку книги. Професор Марковски редовно ќе го видите на спортските тениски терени, но и на шаховските турнири. Посветен е сопруг и татко, неуморен талкач низ Македонија, познавач и влюбеник на природата. Човек и пријател како што би посакал секој да го има. Затоа ќе го повикам професорот Вело Марковски денеска да ви се представи и да објави својата кандидатура. Повелете, професор. Благодарам на Јане за убавите зборови. Почитувани новинари, почитувани граѓани на Македонија, почитувани пријатели, почитувани представници на мојот тим, дами и господа. Се вклучувам во престојните избори за председател на Македонија како независен кандидат. Одлуката ја донесов после многу средби, разговори и поддршка од голем број на наши граѓани. Секој патриот си ја сака татковината и секој граѓанин е патриот. Затоа не можеме да седиме и да гледаме како Македонија ни тоне во хаос. Болното здравство ги зема животите на нашите луѓе. Корупцијата ги брка младите надвор од државата. Со лажните вести ни уништуваат само свеста, а не знаењето, безиздејноста и алчноста на политичките елити го турна народот во колективна депресија.
Престојните избори ќе бидат можност за храбра, суштинска и квалитетна промена во извршувањето на функција председател на државата. Мојата визија за председател е дека таткото на нацијата секогаш треба да биде на страната на граѓаните. Да биде гласен, без разлика дали е изложен на внатрешен или меѓународен притисок и дали се согласуваат странците. Вистински председател секогаш ќе знае да ја објасни и да ја одбрани позицијата на својот народ и на својата држава. И секогаш ќе биде заштитен од граѓаните. Почитувани, Европската Унија има 27 држави. Англија излезе од Европската Унија, а Исланд ги прекина преговорите. Сите се примени според копенхашките и мадридските критериуми. Зошто за Македонија се измислуваат нови критериуми? Ние не сме единствени чија што европска интеграција трае. Србија, Црна Гора, Албанија, Турција се еклатантен пример дека преговорите тапкаат во место со децении. Од друга страна, Европа самата не може да се договори и усогласи дали треба проширување, дали ќе го има, кога и под кои критериуми. Исто така, Европската Унија овидува дека не може да функционира и да носи одлуки со едногласност. Свесни дека ЕУ има многу проблеми, дека веќе не се почитуваат идеите и визијата на татковците на ЕУ, свесни дека ЕУ во сите сегменти заостанува зад многу држави во светот и дека на ЕУ и требаат нови лидери, Европа се реформира. Затоа треба да почекаме Европа да ги реши своите проблеми, па дури отпосле да се размислува како ќе се одвиваат преговорите меѓу Македонија и ЕУ. Мојот став е дека целата процедура со промената на Уставот треба одлучно да се прекине. Преспанскиот и бугарскиот договор се генератори на несреќа, чувство на најмала вредност, вознемиреност, страв за иднината и поделеност во македонското општество. Мораме да си ја вратиме самопочитта, да си ја сакаме Македонија. Не можеме да одиме боси низ трње по патот кон ЕУ. Вистински председател нема да дозволи да биде маргинализиран, без разлика што за тоа мислат партиските лидери. При тоа, кохабитација меѓу председателот и партиите мора да има, а основен услов е да биде задоволен интересот на народот и државниот интерес, а не интересот на партиските лидери. Независен кандидат за председател, поддржан од народот, е добра можност за обединување и функционирање на државата. Мораме да излеземе од вртлогот кој влече надоле со поставување на кадри според различни клучови или непотизам. Поставувањето на функционер мора да биде под овие услови: да е способен, да си ја сака државата и да ги почитува законите. Државата мора да функционира. Функционална држава е потребна за сите. Основното мото треба да ни биде: ја сакам татковината Македонија. Почитувани, председателот има законска и морална одговорност во заштита на македонскиот народ и македонскиот јазик. И затоа треба одлучно да се избори да бидат отфрлени тезите дека македонскиот јазик е нов и потекнува од старобугарски јазик, бидејќи се наметнува многу опасна теза за старобугарско потекло на сите словенски јазици. Тоа предизвикува конфузија и раздор помеѓу словенските народи. Впрочем, каменот од Розета со указ на Птоломеј Сотир, напишан во 169 година пред нашата ера, во средниот дел има најмалку 160 зборови идентични на современиот македонски јазик. Јас сум православен христијанин, верувам, ја почитувам и благодарен сум на Македонската православна црква и Охридската архиепископија во зачувањето на македонскиот народ, особено во средниот век. Но добри македонци се и припадниците на другите религии. Македонците муслимани се нераздвоен дел од македонското ткиво. Сите граѓани кои си имаат своја религија и на свој начин го слават Бога, се добри граѓани, се додека веруваат во религии во кои човекот, хуманоста, грижата за природата и животот во сите облици се во центарот на тие религии. Македонија нема да биде успешна ако максимално не се залагаат сите, и православните христијани, и муслиманите, и католици, евангелисти, протестанти и така натаму.
Ако сите подеднакво не си ја сакаат татковината, ако не си ја сакаат Македонија. Семејството е основна клетка на секое општество. Македонија е дел од Европа, од планетата Земја, која е дел од нашата галаксија и е составен дел на универзумот. Грижата за природата, животните, животот во сите облици, користење на енергија исклучително од обновливи извори е придонес за непречено функционирање на универзумот. Хидроцентрали, хидрогенски централи и атомски централи се перспектива за извор на енергија и наша обврска за заштита на планетата Земја од глобално затоплување и пореметувања кои можат да го загрозат функционирањето на галаксијата и универзумот. Сметам дека народот треба да има доволно време да го запознае идниот председател, да ги прифати неговата платформа и програма. Во периодов до избори ќе ја презентирам нашата македонската платформа. Очекувам поддршка од сите граѓани, без разлика на партиската определба. Ќе прифатам поддршка од сите, освен од поединци и партии кои макар и со една изјава го негирале повеќе милениумското постоење на македонскиот народ, македонскиот јазик и повеќе вековното постоење на современата македонска нација. Македонија се буди. Си ја сакам Македонија. Ви благодарам. Повелете дали има прашања? Кога ќе почне собирање на подпис за да се кандидирате како независен кандидат, прво треба да собирате подписи од граѓаните, кога ќе ја почнете постапката и од кога очекувате да имате првата поддршка како председателски кандидат? Мислам на политичките партии. Значи, собирањето на подписи, да, јас ќе одам, убаво забележавте, ќе одам со подписи од граѓаните, со 10.000 подписи, нели постои можност и со 30 пратеника да се кандидира. Таа процедура е строго пропишана во Уставот и може да започне, мислам дека 15 на дена откако ќе се распишат изборите. Значи, зависи кога ќе бидат изборите, тие мора да бидат во последните 60 дена од мандатот на сегашниот председател. Така да во тој период и очекувам дека ќе најголема поддршка ќе имам од граѓаните, а од политичките партии веќе спомнав, најпрви неве полека ја изложувам мојата платформа и очекувам од сите кои ќе се сложуваат со оваа платформа да ме поддржат. Така да очекувам поддршки од политички партии. Во периодот кој ќе следува веројатно ќе има и разговори или евентуално можна поддршка. Сте разговарали до сега со Кристијан Мицкос? Вака сега, мислите околу одењето на независен кандидат? Не. Значи, јас сум секако цело време за член на ВМРО. Лично мислам дека потребно е време да се презентира кандидатот, потребни се најмалце година дена, меѓутоа еве имаме само неколку месеци, веројатно 3 месеци до распишувањето на избори и сметам дека не е во ред да се вадат кандидати за председател кои народот не успел да ги запознае нели непосредно пред изборите. Меѓутоа се случуваше досега во овие 30 години ВМРО ДПМН многу често да поддржува независни кандидати, интелектуалци или други функционери од други партии на многу клучни места, на градоначалник на Скопје неколку пати, на градоначалник на Центар, за министри да не зборуваме, за председател на држава, така да сега очекувам да бидеме во една спротивна позиција, очекувам мојата партија ВМРО ДПМН да ме поддржи. Мене. Да. Не, јас не сум разговарал. Не сум разговарал за ова. Немаме договор. Значи последната средба беше во март, кога ми беше најавено дека ќе се мерат рейтинзи во април и во мај и дека во јуни ќе се исфрлат 20 кандидати според рейтинзите. Меѓутоа, имате информација дали сте ви дали за вака сега рейтинг листи прават повеќе политички партии, повеќе здруженија, така да имам информација дека на мојот рейтинг е мерен
Меѓутоа, не можам со сигурност да знам кој е нарачател на тие анкети. Иначе во целиот период мерен ми е овај рейтингот. На страна политичарите, спомената програма дека ја презентирате во претходниот период, што сметате дека е централен стол, да речеме, на вашата програма со кој ќе ги добиете неопределени пасажи? Ви благодарам на прашањето. Значи, првично мора да си ја вратиме самопочита. Да престанеме со негирање и да земеме да си ги градиме, да си го градиме општеството внатре. Ние имаме сега еден расчекор кога повеќето системи ги прилагодуваме, правниот систем, вакциналиот календар, образовниот систем и така натаму според Соединетите американски држави, а имаме желба да влеземе во Европска унија. Мислам дека во овој период ќе биде многу важно да сватиме дека има предлози кои не може да се прифатат. Значи, непринципиелни предлози кои ќе негираат македонски јазик, македонски народ, ние не смееме да ги прифатиме и мора да бараме алтернатива. И мислам дека ова чувство на една вознемиреност, анксиозност покрај мене го делат и многу други граѓани, многу други македонци и многу други жители што се во Македонија, бидејќи државата не ни функционира. Ние мораме да се обидеме да ја градиме оваа држава, да не бидеме едноставно на некој начин фарма за кадри, да раѓаме деца, да ги раснеме, да ги образуваме и да ги пуштаме по другите држави. Мораме да си ја сакаме државата, мораме да се потрудиме да оваа држава да ни функционира тука и да постигнем услови, се работи за една многу богата држава и со природни убавини, со природни реткости, и греот е да нашиве генерации останеме, да имаме поголем увоз од извоз, да увезуваме храна и така натаму. Значи, системите мораме да си ги градиме, а понатаму во какви сојузи ќе влегуваме, значи ќе зависи од тоа колку ние функционираме. Меѓу другото, во тие критериуми се тестира и издржливост на општеството, во тие копенхашки критериуми, колку и економски, меѓутоа и политичките општество издржливо. Ние не можеме да претендираме да влеземе во Европска унија кога на секое барање веднаш прифаќаме и правиме драстични промени. Кои се тие предлози што не можеме да ги прифатиме? Вие кажавте предлози, но не кажавте ниту еден директно. Ева, например, како вашиот став за уставните измени? Мислам дека јасно кажав, дека го прочитав, дека конкретно кажав, веднаш прекинување преговори со Бугарија, тој договор така наречен за пријателство со Бугарија всушност е непријателски договор, генерира многу непријателски однос кон бугарската држава, не кон бугарските граѓани. Така да уставни измени под ваков, целото излагање беше во тој контекст. Значи, не смее да има, не смееме да прифаќаме промени кои ќе навлезат во негирање на постоењето на повеќе милениумско постоење на македонски народ и македонски јазик и секако постоење на современа нација, барем од времето на 1902 од Сдружењето на Чуповски, македонско научно литературно дригарство во Петровград на Чуповски и Мисирков. Таму веќе ги имаме сите елементи на современата македонска нација, нешто можда 10-20 години покасно од другите европски држави, бидејќи нацијата како термин или сваќање сега што имаме е нов термин некаде после 1850 или 1870 година. Ако нема други прашања, ви благодарам. Многу сум благодарен што на овој начин ми дадовте поддршка, што сте тука и што ќе допринесете да направиме една коалиција со народот и конечно Македонија да се разбуди и да си го заземе заслужното место во Европа и во светот. Ви благодарам.